ветеринарната медицина е една благородна професија која што се грижи за здравјето на животните, значи нашите ученици уште од прва година, а и понатаму преку практичната настава имаат можност практично да се способуваат како да прегледуваат животни, како правилно да пристапуваат, да дадат соодветна терапија, значи и понатаму како техничари по ветеринарна медицина да можат да работат во ветеринарните амбуланти, каде што изведуваме там практичната настава. Во нашето училиште има исто ветеринарна амбуланта и мини фарма, каде што учениците преку прегледите животните и давањето на соодветната терапија ги успособуваме како стручни ветеринари да помагаат и асистираат при различни оперативни зафати. Понатаму можат секако да го продолжат своето повисоко образование на ветеринарните факултети. Станува збор за профил за кој што се потребни 45 поени, може да се запишат 34 ученици. На првиот уписен рок се собираат поените од 600, оценките се собираат од 600 до 9 одделение, тука е и поведението, тука е и предметите кои што се значени за струката, односно биологија и хемија, доколку значи на првиот уписен рок не успеат да се запишат, имаат можност на вториот уписен рок на 1 и 2 јули да со намалување на поените да влезат во овој профил. Ученичката Матеја Илиевска од прва година се запишав на профилот по техничар за медицина, затоа што сакам да му помагам на животните за здравјето и во иднина би сакала да се запишам на ветеринарниот факултет. Имаме пракса, ние што сме прва година одиме на пракса во лето и тука сме една недела и така. Се запишав затоа што ги сакам животните и имаме ветеринарна амбуланта, таму имаме назад и како ги чуваме животните фарма и имаме да прегледуваме животни. Имаме ветеринарна амбуланта, таму имаме назад и како ги чуваме животните фарма и имаме да прегледуваме животни. Имаме можност 4 години. Условите се добри, имаме добра пракса, имаме долго добри професори кои ни овозможуваат феријална пракса и практична настава. Јас сум Михаела Селјановска, учам ветеринарен техничар по медицина. Сум втора година, изучуваме инструменти, како правилно аплицираме лекови кои најмногу внимаваме на воздухот во шприцот кој може да му штети на животното. Имаме можност да присуствуваме на операции, да бидеме асистенти. Исто така внимаваме на здравието на животните, се грижиме за нив. Треба да има многу големо срце и треба да ги сакаат животните, да бидат спремни на се апсолутно, да бидат спремни да го спасат животното, да знаеме да даеме добра терапија, соодветна, пристапот кон животното и помалку стресната ситуација за истото животно.